Образовниот систем во Македонија е како мост на надежта. Ги качува младите до некаде, за потоа да ги фрли во провалија. Сликовито опишува вице-премиерот Кочо Ангјушев. Продуцираме кадри кои не ги задоволуваат потребите на нашето стопанство. Затоа владата ќе ги мотивира младите да учат занает. Никој не кажува дека на крајот од тој мост уствари има една провалија, каде што има едно големо разочарување, кога тие не ќе успеат со своите факултетски дипломи да најдат соодветно вработување, заради тоа што тие не се во струките кои што се потребни за македонската економија. Правник или графичар, економист или фризер, што ви се исплати повеќе? Младите се поделени на ова прашање, иако ретки се оние што не запишале факултет. Едни во стручното образование гледаат поголеми шанси, други ограничување. Сметам дека е подобар избор младите да се одлучат уште во средното образование да се определат за стручно образование, затоа што факултетки имаат истовремено две струки. Зависи до струката. За технички факултет изборам, посебно информатика, може и со курс, нема потреба од факултет, затоа што секако е платено и може без факултет да се работи и да се има добра плата. Битна ли е нас дипломата кај нас? Битна е, да, меѓутоа врските се побитни. Па Македонија не е вредна дипломата, ама кога тогаш ќе си дојде. Надлежните пак со медиумски кампањи велат ќе го менувале менталитетот кај луѓето, за да ги мотивираат младите, но и нивните родители, иднината да ја бараат во стручното образование. Но нашите млади луѓе во моментот, како што каже вице-премиерот, се на еден мост во кој што високото образование е значи неработење, или дека помалку ќе работите ако имате високо општо образование. Но тоа значи дека веројатно и нема да работите. Овој тип на образование обезбедува најголема веројатност веднаш по завршување на соодветниот степен на образование, поединецот да обезбеди работен ангажман. Младите се најризична категорија во Македонија кога е во прашање невработеноста, а се додека овој тренд расте, ќе расте и бројот на иселени. Според последните меѓународни статистики, секој трет млад човек во земјава е невработен, а токму затоа и си одат од земјава. Најзагрижувачки е фактот дека најголем дел од оние што си одат се високо образовани кадри.